Поетскиот караван на литературниот клуб Копнеш, кој работи во состав на јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани, денеска престојуваше во основното училиште Никола Карев. Роднокрајните автори, членови на клубот од повеќе поетски генерации и членови на литературната секција од училиштето Никола Карев читаа поезија и меѓусебно се дружеа со поетскиот збор. Денес сме во основното училиште Никола Карев, последна литературна средба на литературните творци од клубот Копнеш од нашата општина. Ги поминавме сите основни и средни училишта во нашата општина, се дружевме со поетите од тие училишта и поминавме прекрасни моменти. Но сепак не запира тука нашето дружење со поезијата. Утре одиме во друга општина, општина Зрновци, во училиштето Синиша Стоилов. Денешната средба е исклучително плодна и убава. А така се случуваше и во сите училишта до сега. Но овде литературната секција е многу богата и со членови, и со поезија, и со разноликост на темите кои ги опфаќаат. Значи, секое училиште и секоја секција по македонски јазик е посебно убава. Мислам дека од ова училиште имаме и најмногу членови. Тука се Радмила Иванова, Ивона Антова, тука е Сандра и се надевам дека од оваа денешна средба ќе излези некој нов член кој ќе потекнува од тука и ќе дојде во нашиот литературен клуб. Поетската средба во основното училиште Никола Карев беше организирана од страна на активот на наставници по македонски јазик кој работи од 6 до 9 одделение во ово училиште. Програмата беше збогатена со активност од годишната програма на училиштето од подрачјето за меѓуетничка интеграција во образованието со учество на поетесата Нахида Дормишова, која се представи со своја песна на ромски јазик, како и ученикот Арон Незировски од 9-3 одделение, кој настапи со песна на турски јазик.